Добро видени, добре дојавте во Класи. Во денешната емисија ќе зборуваме за органско ѓубриво кое што се произведува во близина на Скопје, поточно во Скопско Батинци, каде што браќата Вуксановиќ веќе неколку децении произведуваат органско ѓубриво. После во вториот дел од емисијата ќе имате можност како пак ова органско ѓубриво со помош на дрон се аплицира на една парцела со зелки, таму се врши прихрана на насадот со зелки, а потоа со истото тоа ѓубриво со помош на дрон ќе се аплицира на еден поголем насад со вишни во местноста Горни Балван, исто така во општина Кардинци. Следете не, ве уверувам дека ќе имате интересна емисија. Органското ѓубриво е базата за органско производство на храна. Слободан Вуксановиќ веќе 4 децении со својот брат произведуваат биохумус, а од биохумусот со соодветен процес повеќе од 3 децении создаваат исклучително квалитетно течно органско ѓубриво. Вуксановиќ, вие сте еден од промоторите на органското производство, меѓутоа преку производство на органско ѓубриво. Овде има еден наслов нови технологии, ѓубрење растенија стари 5000 години. Како тоа сега нови технологии, а стари 5000 години, делува поприлично интригантен наслов. Па не е 5000 години, може да кажеме и милион години. Значи шумите во природа, како виреат, немало вештачки ѓубрива. Значи, тоа е природен процес. Они во есен лисијата паѓаат, има бактерии кои ги раствараат лисијата и ги даваат сите нутриенти кои се потребни, азот, фосфор, калиум, и тоа е кружење на материјата и растенијата растат. Значи, не им треба никакво вештачко ѓубриво. Луѓето со тие вештачки ѓубрива за да добијат повеќе род и упропастија почвата и може би за 10, 20, 30 или 50 години со временските промени ќе нема земјоделие, ако не се смени начинот на ѓубрење и начинот на обработка на почвата. Сега, модерниот човек се повеќе ја користи органската храна во исхраната, меѓутоа, како што рековме, без органско ѓубриво не може да има и органска храна. Меѓутоа, како да ја вратиме органскава материја во почвата? Многу лесно. Значи, порано се ѓубреле нивите со арско ѓубре, па и со ѓубре од нушници. Имало не голем, преголем род, али константен род. Значи, ако имаме органска материја во почвата, а почвата знаеме жива материја, во неја мора да има органска материја, мора да има бактерии, црвчиња, бубачки, и они ја растресуваат почвата, неја прават слеплива, канали прават и го регулираат воздушно водениот режим. Значи, само така кореневиот систем може повеќе да се расшири. Ке што има органска материја, кореновиот систем е за 2 пати поголем, неголи кога се работи со вештачки ѓубрива. А ако е 2 пати поголем, во најголемите суши, значи тој коренов систем, например пшеница, јачмен, ќе црпи храна и вода од двојно поголема површина. Значи, како да се зголеми органската материја во почвата, кај житните растенија мора да се остави сламата. Не може да се собере. Сламата се прска, или се сецка, или се меле и се остава на почвата. Се прска после тоа со микробиолошки ѓубрива. Ние имаме такво ѓубриво, Оргалайфот е микробиолошко ѓубриво, кој има преку 100 милиарди корисни бактерии во себе и кога се испрска, би требало плитко да се заора или да се помине со танјирача или со кримлеви, подривачи. Така, ама никако да се пали, така? Никако, па тоа што е кај нас пракса се уништи, све се уништува. Бактериите ќе се уништат и после нема добар род. Кога ќе се заора, за 50 до 60 дена таа слама се претвара бактериите во црн зрел хумус. Тој хумус е
основа за наредната година за добар род. Значи, он се однесува, пошто е хумусна почва, хумусот знаеме дека многу е хидроскопен и ја држи влагата и кога на растението во најголемата суша му е потребна влага, ја има од хумусот и затоа имаме добар род. Сега, например, тоа е особено важно во последниве деценија две со климатските промени, сушните периоди се почести, повеќе траат и веројатно ова многу ќе им помогне, да речеме, за да обстојуваат растенијата. И па нема, ако вака се продолжи со вештачки ѓубрива, а нема хумусна почва, сите растенија се неотпорни на суша, на мраз, неотпорни се на болести. Значи, мораме да ја вратиме органската материја во почвата. Кај житарките рековме како. Кај овоштарството, лозарството, исто би требало тоа што се крои тие гранки да се сомела, да се остават, кога се прска со вакви ѓубрива по дрвцата, ќе паднат бактериите, за 60-70 дена тоа ќе стане хумусен слој. Тој хумусен слој штити и од разни болести, и штити и држи, и влагата ја држи, така да имаме многу помалку ѓубрива, многу повеќе влага, имаме многу поголем род. Во лозарството, само да кажам дека последните 20 години тие што работа со наши ѓубрива нема никакво измрзнување. Имаме перфектен род и квалитетен, шеќерноста е многу поголема, нутритивните вредности се многу поголеми, многу поквалитетни вина се прават, пошто ако се прска со вештачки ѓубрива, растенијата се неотпорни на болести, имаме со заштитни средства, тие заштитни средства ги уништуваат тие бактерии кои треба да бидат во виното и имаат многу послаб квалитет на вино. Значи, врвно вино може да се добие само од врвно гројзе, а врвно гројзе може да се добие само со органски ѓубрива. Сега сакам да ја пашам, сега сме есен, сега земјоделците ќе почнат веќе да ги пораат нивите, да се подготвуваат за есенска сеидба. Како сега вашиот производ може да го употребуваат земјоделците во овој период? Земјоделци за кое растение прашувам? Генерално. Генерално, значи за житните растенија кажавме. Сламата да се остави, да се испрска, да се покрие и ќе добиеме хумусен слој. Овоштарството и лозарството треба сега после бербата да се испрска со ова ѓубриво кое ние го произведуваме, не мора со ова, може со било кое органско ѓубриво, и тие растенија се спремаат за зима, да не измрзнат, и се спремаат за пролет, да имаат, например, во овоштарството повеќе цветови, во лозарството да имаат повеќе гроздаци. Имаме исто сега пример во ресен, кај што знаеме мраз фати, па се уништива, немаше род, немаше цвет ги фати. Имаме човек кој зема пред тоа ѓубриво, почнаа цветоите да му паѓаат, испрска со нашево ѓубриво и не знам уште со нешто против мраз, и вика за 2-3 дена цветоите се опоравија и вика сега и 5 пати прскаше, сега вика имам најдобар род за овие 10 години. Следно аплицирање кога е потребно? На пролет, кога ќе се јават млади ластари, значи првото третирање иде со 10 литра од ова ѓубриво. Треба негде околу 5 до 6 третирања кај јаболкото, фолијарни, и можда 1 до 2 третирања во систем капка по капка. Овој број на третирање, тоа иде со 20 литра на хектар фолијарно и 30 литра у систем капка по капка. А бројот на третирања зависи од квалитетот на почвата. Значи, ако имаме квалитетна почва, треба помалку третирање. Ако имаме неквалитетна, повеќе. Значи, тоа е све релативно. Не е како кај вештачките ѓубрива, толку треба, толку ставаш и готово. Значи, може некој да помине и со 3 третирања, некој со 2, некој со 6. Значи, тоа е све релативно. Кога се работи со ова ѓубриво, имаме многу намален процент на болести.
Значи, чим имаме намален процент на болести, растенијата се многу поотворни на болести, рековме на суша, на мраз, и многу помала употреба на заштитни средства, на пестициди. Например, кога се работи со ова ѓубриво во земјоделски факултет, на земјоделски факултет во Торино, правени се анализи. За анализи за витамин С, колку содржани одредени растенија кога се прскаат со вештачко, колку проценти содржат кога се прскаат со органско ѓубриво. Значи, тоа се вештачко и биохумус е односот најмалце 2 пати повеќе. Например, кај морковот е 4 пати, кај патлижанот е 2 пати, кај пиперот е 2 пати. Не збориме за 20%, 30%, збориме за 100%, за 200%, за 300%. Кај јаболкото е 600%, кај крушката е 700%. Рачуните, кога има толку повеќе витамин С, оно е многу поотпорно на болести и на све. Значи, може да се деси да не користат пестициди. И тоа е многу важна работа. Вкусот сосема друг. Ние од кај нас садиме за домашна употреба, кога ќе проба некој патлижан, кога ќе проба пипер или јаболко, како не е таа сорта. Како не е таа сорта, само разликата е во ѓубрењето. За сето ова реално е потребна и поголема едукација и на земјоделците, вклучително па и на сточарите кои што, да речеме, како што констатиравме, се помале сточниот фонд, за жал. Меѓутоа, како да го вратиме сточарство? Имаат ли сточарите свој интерес со ѓубривото што се создава? Ја имам предлог како да се врати тоа све. Тој сточар кој има 10 крави, збориме за шталски, не тие на испаша кои идат, има негде у просек 100 тона арско ѓубре. Ако се внесат црви во тоа ѓубриво, почне да работи со тоа, они може да добијат негде 50 до 60 тона биохумус. На годишно. Биохумусот е, знаеме, едно од најквалитетните ѓубрива органски на земјина топка. Од тие 50 до 60 тона, по овие цени денешни, они може да добијат негде 18 до 20.000 евра. Пазите, они од млекото и телињата не може да добијат 5.000 евра од 10 крави. Овде може да добијат плюс 20.000 евра. Тој што има 20 крави веќе дупло повеќе ќе добие. Ако се внесат и ова. На запад никој не работи само од млекото. Сите продаваат кожа, рогови, папци и од тоа добива уште плюс. Кај нас тоа го нема. А се што ќе се случи ако сточарите почнат да работат тоа? Значи ќе имаме доволно органско ѓубриво за органско производство. Ние кога и тога ќе мораме да го зголемиме органското производство. Меѓутоа во Македонија тоа не се исплати пошто нема цена и не го купуваат. Сточниот фонд ќе се зголеми. За тој сточен фонд што ќе се зголеми ќе треба повеќе сточна храна, јачмен, пшеница, пченка. Значи и тука и тие што работат со житни култури веќе ќе имаат поголемо производство, ќе има кај да го продадат, а најверојатно и цената ќе се покачи, пошто ќе има побарувачка поголема. Од друга страна, ако имаме зголемен сточен фонд, таа е месна индустрија, ќе има тазе месо, свежо месо. Значи, за нивните преработки ќе имаме многу поквалитетни производи, месни производи. Имаме што да увезуваме. А ние сега увезуваме смрзнато месо. Кој ти знае кога е смрзнато? И тоа го јадеме, тоа го продаваме. Значи, све цело земјоделие можеме да го свртиме само ако има слух. Ова ѓубриво, кога ќе се испрска со него, бактериите може за една година на 1 хектар да дадат 120 до 140 кила азот. Збориме сега за азот и за другото. А тоа е како да фрлате 700-800 кила 3,15 на хектар. Па кој фрла 800 кила? Никој. Значи, полесно, побрзо, поевтино. Добро, големи површини како се аплицираат? Има модерна технологија за апликација? Почнаме со дронови да аплицираме. Со дрон кога се прска, многу повеќе опфаќа од сите страни и многу поголем рот има. Него ли со трактор кога се прска. И заштитата исто е подобра со дрон, него со трактор.
Оргалајфот како течно органско микробиолошко ѓубриво во себе содржи микроорганизми, органска материја, микро и макроелементи, ензими, фитохормони, хумична и фулвична киселина. Ова ѓубриво е подобрувач на почвата и биостимулатор подготвено од база на цврсто ѓубриво од калифорнијски црв. Следниот ден, по претходен договор, се упативме во околината на Карбинци, каде што со помош на дрон требаше да ни демонстрираат како се применува течното ѓубриво. Пред да стигнеме на одредиштето, забележавме како два трактори си ја вршат својата работа на огромно пространство. Ни рекоа дека тоа се тракторите на Стојан, кои што со своето семејство обработува дури 1000 хектари земја, а му ставиле надимак Стојан сиромавија. Камо среќа вакви сиромаси да има повеќе во Македонија, па макар и со 10 пати помалку земја. И полека стигнавме до парцелата со зелка која што беше цел на нашиот интерес. Кажи ни сега како е постапката, првична. Најпрво ставаме точки околу нивото кои што ја прскаме. Овде ставаме едно. Уште едно. Трето. Четврто. Значи се одредија сега контурите на нивата практично. Да. Колка површина отприлика? Ова е 7 хектара. За колкав временски период може да се поминат овие, да се аплицира ѓубриво на 7 хектара? Зависи од површината која што прскаме, на некој им треба повеќе вода, на некој им треба помалце. Ама некаде половина час до час би било готово 7 хектара. Срти малци уште. Е така? Ова. Не воа. На нив викам. Добро? Не. Кажи само кога. Можеш. Ајде. Према тебе, ва. Добро. Ајде. Ова е Некоја фреквенција? Прешчи. Чакај. Не, кажи. Како се вика бе, Денис? Како се вика помеѓу трак и трак, должина ли? Ширина помеѓу трак. Ајде, може. Добро. Ова е ширина помеѓу трак. На 3 метра дронот прска, околу 7 метра ширина. Аха. Ова, ако сакаме да ставиме маргини од страната на нивото, тоа најчесто го користиме ако од страната има гранки кои што ни прават проблем со сензорите на дронот. Така. Овде ни е се чисто, затоа ја намалуваме маргината на 0. Јас како фотограф и видеограф почнам со дронови и тоа ме донесе да почнам да се занимавам со ова. На првиот пат кога видов дека постојат дронови за земјоделие, веднаш ме прашен и го купив дрон. Значи немаше враќање назад. Нема Сега овде имаме еден дрон. Со овој дрон значи може да се врши сеење, прскање, ѓубрење. Да, дроновите се наменети за сеење, ѓубрење и прскање. Овој дрон моментално е од најновата генерација на DJI дроновите, ние користиме стриктно DJI дроновите. Тој е типот на дрон T-25, дрон кој е доста прецизен, да не кажам безмалку прецизен во сантиметар. Дрон кој е брз и кој за помали површини до 50 хектари ги работи за еден ден без проблем, никаков проблем. Резерварот на дронот 50 хектари. 50 хектари не е проблем. Резерварот на самиот дрон е 20 литри. И 20 литри ги испрскува за помалку од 2 минути. Што значи доколку го третираме 1 хектар со 20 литра, за 2 минути 1 хектар е завршен.
Карактеристично за овој дрон е дрон кој има две прскалки, центрифугални прскалки. 16 литри кажавме во минута се способни и прскалките да испрскат, доколку ставаме им уште две. 4 центрифугални прскалки ја зголемуваат моќноста на дронот и прскат 24 литри во минута. Но тоа не ни е за сега потребно, бидејќи 16 се доволно. Не значи дека брзината до максимум и капацитетот ќе искористиме за да добиеме нешто подобро. Ова е совршено добро. Дури и ја намалуваме брзината на летање, за да може подобро да се имплементира она што го прскаме. Так, Денис, сега го имаме овде течниот Orgalite. Овде го имаме дронот, треба да аплицираме. Практично имаме прихрана на ова парцела засејана со зелка. Да. Добро. Парцелата е засејана со зелка. Може сега да почне да ги полниме резервари? Да, во секој случај. Ајде. Ова е резерварот, прво го отвараме. За почеток ќе ја ставиме батеријата на дронот. Тоа е значи батеријата. Батеријата е најбитниот дел на дронот. Апсолутно. Колку временски трае со едно полнење? Со едно полнење 2 хектари без проблем. Ние користиме батерии кои се малку помоќни и 4 хектари со една батерија можеме да ги поминеме. Ја завршивме работата тука и се упативме кон Горни Балван, а таму голем насад со вишни, каде што требаше да се изврши прихрана на лисната маса после берба. Гоце, сега каде се наоѓаме да се лоцираме прво? Горни Балван, Моментално се наоѓаме во атарот на Горни Балван. општина Карвинци, поточно село Горни Балван, каде што Горни се наоѓаме Балван. на еден од насадите со вишна. Моментално насадот кој што се третира е од 8 хектара и е со вишна некаде со старост од 14 години. Добро, еве сега овде забележувам дрон кој што аплицира органско ѓубриво за прихрана на растението. Колку е сето ова важно? Значи вака сега по завршувањето ова е више крајот на вегетацијата. Значи е битна мерка што треба да ја преземеме. Значи вршиме прихрана со органско ѓубриво каде што му даваме енергија на растението за почеток, за добар почеток за старт на новата сезона. Колку е важна модернизацијата на земјоделството и колку е важно исто така окрупнување на парцелите, бидејќи расцепканоста на парцелите реално создава голем проблем. Значи, пред се мора да вршиме модернизација, бидејќи ако не се движиме кон модернизација и не сведеме работната сила на минимум, мислам дека земјоделието ќе биде скоро неиспадливо. Со модернизацијата, со овие машини како што е дронот, дали новите трактори или поточно ние во овощарството имаме проблем со бербата, а комбаите, мислам дека, да не речем заглавно, џабе ќе работи. Додека со модернизацијата добиваме добри приходи, значи имаме и подобри приноси, а приносите си резултираат со добри приходи. Апсолутно. Еве годинава како поминате со вишната? Со вишната оваа година е многу лоша, бидејќи имавме измрзнување до 90%. Значи не е само кај вишната, сливата, црешата исто така. Значи
90 до 95% имавме измрзнување. Јас реално со потесното семејство очекувавме некаде до 800 тона, а невра не стигнавме до 100 тона. Значи, јас сум секогаш спремен за некои вакви проби, како што е денес. Значи, ова ќе биде една проба некаде 2 до 4 хектара, кај што мислам ќе резултира позитивно, ќе го спрема растението за тие стресни температури, бидејќи во пролетта и 1 степен многу значи, посебно во оштарство. Така. Точно е дека во која фенофаза ќе го фанеме растението, меѓутоа 1 степен е многу. Коце, живееш во околината на Штип, тука ти се и насадите, гледаш перспектива во земјоделството? Да. Значи, гледам перспектива во земјоделството, значи, пак како што спомнав, мора да се модернизираме пред се и на тај начин мислам дека ќе добиеме добри резултати. Има млада популација што се вклучува во земјоделскиот сектор? Па, да ти се пофалам, значи, кај мене вработените, значи, бројме некаде околу 10 до 15 души сме, а старосната граница е 45. Се е под. Одлично. Значи, сум задоволен во тај аспект и мислам дека има ино. Ми беше задоволство, искрено ти посакувам следната година, ако не повеќе, барем да ги достигнете тие 800 тони што сте ги планирале за оваа година. Да, благодарам. Откако ја завршивме и работата кај вишните, отидовме до спортскиот аеродром во близина на Штип. Таму обука на млади пилоти и еден авион кој што се употребува во земјоделство. Покрај основната дејност, која е организација за обука на пилоти од единствен карактер во нашата држава, се занимава и со неколку други дејности, вклучително и обработување, односно прскање на површини во земјоделие и ѓубрење на истите со помош на воздухоплов. Како што е воздухопловот позади мене, од типот Злин 37 чмелак, кој што е наменет за третирање на големи површини во земјоделството, да речемо неколку стотици хектари до илјадници хектари. Третирањето на истите земјоделски површини вклучува ѓубрење, прскање на истите против израстот на трева, прскање ради прихрана и други заштита на тие земјоделски култури, но исто така овој воздухоплов наоѓа примена и во третирањето, односно заштита на животната средина од страна на комарците, како еден од примерите кои што се актуелни во летниот период кај нас. Во подамнешни времења, а не така многу дамнешни, нели постојаа земјоделски комбинати со огромни површини и тие реално во голема мера користеа воздухоплови и за прихрана, и за заштита. Меѓутоа, каков е сега интерес? Ние сме релативно нови во овој сегмент, значи воздухопловот го земавме пред 2 месеци, а нашето одобрение за работа за специализирани услуги со воздухоплов го добивме пред 1 месец и ова е права можност да значи да го покажеме овако можност за сите земјоделци. Точно дека во минатото имаше огромни земјоделски комбинати кои не гледат друг начин за третирање на тие такви површини освен воздухоплов. Во денешно време малку случајот е таков да сите земјоделски површини се исцепкани на помали површини и доста нели наактуелна тема во денешно време се дроновите, но сепак и третирањето со дронови има одреден ограничување, односно колку површина може да се сработи на ден. За таа цел, за поголемите површини се актуелни овие воздухоплови, кај што се надеваме дека земјоделците ќе имаат можност во нашиот источен регион да ги третираат и своите површини кои што се речеме од 100 хектари нагоре со воздухоплов, кој што допринесува да истите површини останат третирани во зимскиот период, кога пример немаат можност да навлезат во истите со своите машини, а не може да ги завршат во рокот кој што им е предвиден, бидејќи имаат нели голема површина. И со таа цел, со авионот може за неколку дена се заврши целата работа за илјадници хектари. По предпоставка да се отвори работа, да имате повеќе работа, во многу дејности во Македонија недостасува работна сила. Кај вас сигурно ќе ви требаат и пилоти. Моментално во нашата организација имаме доволен број на пилоти, но секако ние како организација за обука на пилоти работиме и на создавање на такви кадри
и морам да се похвалам дека оваа година има значително голем интерес од младите за станување на пилоти, посебно преку популаризирањето на воздухопловството, посебно на медиумите како противпожарните пилоти, така и преку една акција која што Агенција за цивилно воздухопловство оваа година ја актуализираше, односно субвенционирање на млади кадри за да станат пилоти. Во тек е втората акција, вториот конкурс. Тоа се неколку 7-8 кандидати кои што државата ги субвенционира со 50% од цената на обуката. Кој што е за поздрав, после можеби 20 години во Македонија некој се сети дека треба повторно се создаваат нови кадри. Благодарам. Благодарам и на вас. Модерниот човек се повеќе се обидува здраво да се храни, а затоа е најбитно да користи здрава органска храна, а пак за здравата органска храна е еден од битните предуслови да се произведува со органско ѓубриво. Во денешната емисија имавте можност да проследите како се произведува органско ѓубриво и како се аплицира на поедини посеви. Ете, тоа беше се за денеска. Останете ми во добро здраве. Пријатно!